Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Лилица Китановска. Американската државна секретарка е во Централна Азија, а телескоп на НАСА на Земјата донесе слики што ги изненадија дури и стручњаците за Вселената. Останете со нас. Американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека САД се определени за градење на партнерство со Пакистан. На пресконференција во Исламабад, Клинтон подлече дека САД се залагаат да постават, како што рече, основа за помош за Пакистан, со што пакистанскиот народ ќе ужива во мирот и напредокот кој го посакува. Клинтон представи нови проекти за развој на оваа земја со цел да се подобри енергетскиот, здравствениот и секторот за водостопанство, како дел од иницијативата вредна 7,5 милиарди долари, чија цел е да се убедат пакистанците дека Вашингтон не само што е фокусиран на поддршка на борбата на Пакистан против милитантите на Талибан и Ал-Каида, тука е определен и за подобрување на животот на пакистанскиот народ. Американската агенција за вселенско истражување НАСА соопшти дека телескопот лансиран во Вселената во декември открил 25.000 нови астероиди. Телескопот наречен Вајс во саботата го комплетираше наблюдувањето на небото и започна со ново фотографирање. НАСА додаде и дека телескопот забележал и ултрафлуоресцентна галаксија на оддалеченост од преку 10 милиарди светлосни години, формирана од други галаксии при нивното судирање. Телескопот, вреден 320 милиони долари, кружи на околу 500 километри над земјата и прави фотографии на секој 11 секунди. А за повеќе информации на оваа тема појдете на веб страницата на nasa.gov. BP продолжува и денеска со тестирањето на поклопецот на нафтениот бунар поставен минатата недела. За сега изгледа добро. А во меѓувреме ние уште еднаш се навраќаме на состојбата на американското крајбрежје. Овој пат преку видувањето на нашиот колега Јане Бојаджиевски, кој минатата недела беше во Флорида. Јане, што виде во Форт Лодердейл? Најмногу страв дека излената нафтена дамка ќе стигне и до брегот на овој дел на Соединетите Американски држави, каде жителите велат дека забележлив е намален број на посетители. И на што се фокусираше во твојот денешен прилог? Прилогот воглавно е збир на мислење на туристи и локални жители за тоа како да се спречат катастрофи од овој вид во иднина. Благодарам, Јане. Да го видиме прилогот. И на песочните плажи во Форт Лодердейл во Флорида расте загриженоста дека наслагите излеана нафта ќе допрат и до овој дел на јужната сојузна држава. Гневот и фрустрираноста кај локалното население е насочен кон, како што наведуваат, несоодветниот одговор од федералните власти, но и од бавната и ненавремена реакција од нафтената компанија British Petroleum. Направивме анкета. Дали сметаат дека нафтата ќе дојде до плажите во јужна Флорида? Не, сакам да одам на плажа. Што треба уште да се стори? Да продолжи притисокот врз нафтените компании, да се заострат стандардите и да се спречи катастрофа од ваков вид во иднина. Кој да ги покрие трошоците? Спасувачот Армандо Дел Салвадор коментира. Владата треба да ги плати трошоците. BP не е целосно одговорна. Сите носиме одговорна за штетата. Има и такви кои се задоволни од реакцијата на владата на председателот Обама на најголемата еколошка криза во историјата на САД. BP и федералните власти чинат се што може. Треба да ја држат ситуацијата под контрола и да се надеваме дека нафтената дамка нема да ја зафати голската струја, но најверојатно тој ќе се случи и ќе стаса до Атлантикот. Иако нафтената дамка засега е на стотици милји од јужна Флорида, веројатно поради истраувањата годинава изостанува очекуваната бројка на домашни и странски туристи. Меѓутоа, нафтената дамка сепак не спречи голем број локални жители и натаму безгрижно да се капат и да се сочат на прекрасните песочни плажи во Флорида кои наликуваат на Карибите. Илијадници играчи од повеќе од 115 држави учествуваат на годинешниот светски турнир во покер во Лас Вегас. До петокот само 9 мина останаа најстрекни финалисти на главниот настан во ноември.
Турнирот има 40 годишна историја, но со сегашната експлозија на интересот, некои веруваат дека го представува новиот американски сон. Гласот на Америка известува од Лас Вегас. Рајан Велч победи близу 1000 други покер играчи и доби златна на раквица и $500,000 на еден од овогодишните 57 настани на светскиот серијал во покер. За едномесечниот турнир во Лас Вегас, покер играчите сонуваат, вели Грег Реймер. Ова е тоа, ова е се. Цела година да ви оддела лошо, ако ова излезе добро, ништо друго не е важно. Годинешнава прва награда е над $9 милиони. Нико Ливарес на 22 години верува дека има шанси. Гледам дека младата генерација дефинитивно има предност над постарите. Ми се допаѓа тоа. Покерот станува се попопуларен на телевизијата. Покер се игра и на интернет. Джек Ефел, директор на турнирот, вели. Се шири како пожар. Очигледно на многумина им одговора да играат од удобноста на својот дом. Учеството на овој турнир е за 20% повеќе од лани. Ова игра нема гаранции. Се работи за вештина, но и за среќа. Вистината е дека само мал дел од светските 100 милиони покер играчи можат да живеат од тоа. Но светскиот серијал на покер нуди опојна можност. Ако се облажиш и блефираш и завршиш со најмногу чипови, стануваш богат и покерска звезда. А кој ќе биде покерска звезда годинава ќе се знае во ноември, кога е главниот настан што ќе го одреди победникот, што ќе рече добитникот на $9 милиони. А ние и утре ќе останеме кај парите. Кој ги купува становите во Мајами? Утре во Newsflash. Пазарот за домување во САД не стабилен, но за становите во Мајами нема проблем. Странски инвеститори главни купувачи. Во кеш. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.